Време е за вестите на телевизија Здравкин. Јас сум Габриела Лескова, ова се настаните на денот. Објектите на детската градинка Димче Мирчев во Велес доби прочистувачи на воздух. Денеска започна меѓународна скулпторска колонија 2020. Градоначалникот Коцевски потенцира, славите можат да бидат потенцијално опасност за ширење на коронавирусот. Денеска започна меѓународната скулпторска колонија за 2020. Истата ќе трае до 22 октомври. Нејзината идеја и порака е заштита на животната средина. Уметничките дела кои ќе произлезат од креативните раце на учесниците свечено ќе бидат откриени за време на одбележувањето на 9 ноември, денот на ослободувањето на Велес. На вчерашната пресконференција градоначалникот Коцевски го најави почетокот на втората поред меѓународна скулпторска колонија Велес 2020. Истата која ја носи главната идеја и порака како и минатогодишната заштита на животната средина ќе се одржи од 9 до 22 октомври 2020 година. Скулптурите ќе изработат скулптури од отпад на железо и од мермер. Тие се доказ дека отпадот може да биде искористен на најдобар можен начин, да се реупотреби и намени, со што ќе биде претворен во уметничко ремек дело и ќе го представува новиот естетски лик на градот. Координаторот на овогодинешната меѓународна колонија Илко Стојановски посочи дека во време на пандемија по долги консултации со колегите решиле дека најдобро да работат од дома. Иначе знаеме како е најдобро да биде таа колонија, да биде дружба, да има размена на искуства, да можеме да си размениме и идеи. Но се надевам дека ќе направиме се од себе повторно да се видиме, значи во теков на овие две и пол недели колку имаме работа, да се сретнеме повторно со организација нели на општина, да ги видиме и местата каде би се наместиле овие скулптури, заедно да ги договориме, да се спремат постаментите. Уметничките дела кои ќе произлезат од креативните раце на учесниците свечено ќе бидат откриени за време на одбележувањето на 9 ноември, денот на ослободувањето на Велес. Локалната власт обезбеди прочистувачи на воздух за објектите на детската градинка Димче Мирчев. Директорката Маја Велиновска посочи дека овие прочистувачи се од голема важност за здравјето на дечињата. Меѓутоа, две занимални од објект 3 не добија прочистувачи. За овој проект општината одвои 700.000 денари. Тано гласаме, кој е за? По донесената одлука на Советот на општина Велес и обезбедените финансиски средства од општинскиот буџет во вкупен износ од 700.000 денари беа набавени прочистувачи на воздух за објектите на детската градинка Димче Мирчев во Велес. Ова ни е од големо значење на вистина, поготово во периодот кога доаѓа, нели знаеме, аерозагадувањето на воздухот, и ова е од непроценлива важност за зачувување на здравјето на дечињата. Обезбедени се прочистувачи за сите занимални, освен за две во објект 3 наречен Детелинки. За набавка на прочистувачи за овие две занимални предвидена е нова постапка за јавна набавка. Истата е внесена во планот за јавни набавки. Во најбрз временски рок ќе се обезбедат и овие прочистувачи, извести локалната власт. Славите можат да бидат потенцијална опасност за ширење на коронавирусот, смета градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски. Комисијата за заразни болести предложи нови мерки до владата. Едни од нив се забрана на групирање и собири, од сега на гости може да примете најмногу до 4 лица. Голем број на нови случаи на територијата на Велес се регистрираат секојдневно. Здравствените власти предупредуваат дека состојбата е посериозна од кога било претходно. Градоначалникот Коцевски смета дека славите можат да бидат потенцијална опасност за ширење на вирусот. Се обрати до надлежните институции да внимаваат кои препораки ќе ги донесат. Особено е важно да потенцираме
дека иде период кога почнуваат зимските православни слави. Може би треба добро да размислат здравствените власти во нашата земја какви пораки ќе упатат за организирање на овие кучни слави, посебно затоа што иде ладен период кога домовите ќе се затоплуваат, не може да се држат отворени прозорците. При тоа додаде дека на славите е многу тешко да се држи растојание. Инаку Комисијата за заразни болести ги забрани овие групни собирања, при што потенцираше дека на гости смеат да дојдат само 4 лица. Продолжуваме со вестите од Македонија. Министерот за здравство доктор Венко Филипче предупредува дека ситуацијата со коронавирусот е многу сериозна. Комисијата со предлог за нови мерки. Здравствениот систем е подготвен да се бори со коронавирусот, изјави министерот Филипче. Министерот за здравство доктор Венко Филипче во своето обраќање посочи дека состојбата со коронавирусот е многу сериозна во нашата држава. Официјално потенцираше дека сме навлезени во најавениот есенски бран за кој што се најавува дека ќе донесе црно ковид сценарио. Европа и светот постепено се затвораат со силни рестриктивни мерки кои е очигледно дека не може да ги избегне ниту една земја. Како ќе се развива состојбата кај нас, во која насока ќе се движиме, колку брзо ќе го стабилизираме и овој удар, зависи само од една работа, а тоа е однесувањето на граѓаните и почитувањето на сите мерки и препораки кои се на сила. Министерот потенцираше дека здравствениот систем е подготвен да се бори со вирусот. Тој го најави планот за реорганизирање на болниците во нашата земја. Но ни треба и сериозна поддршка од граѓаните. Потребно одговорно и совесно однесување за да превенираме пренатрупување на болниците, тоа не смееме да го дозволиме. Сега е потребно разбирање, совесност, заедништво на наменувањето на период кој следи. За ова се подготвувавме, за ова информиравме со месеци наназад и сега е време сите максимално сериозно да пристапиме кон предстојниот период. Воопшто не е тешко и комплицирано да се следат основните правила за заштита. Комисијата за заразни болести достави барање до владата за одобрување на нови мерки, а тоа се носење на заштитна респираторна маски на отворено, како и забрана на собири и групирања после 10 часот навечер, без разлика дали отворено или пак на затворено. На гости е дозволено да дојдат само 4 лица. Премиерот Зоран Заев во седиште на НАТО потенцира Северна Македонија е посветена на зајакнување на сојузничкото единство и солидарност, а како одговор на грижата на своите сојузници, НАТО подготви нов пакет поддршка во борбата со COVID-19. Северна Македонија е посветена на обврската за инвестирање енергија во сојузничкото единство и солидарност и во зајакнување на нашите национални безбедносни капацитети, истакна председателот на владата на Република Северна Македонија Зоран Заев на пресконференцијата со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, што се одржа во седиштето на НАТО, и додаде дека нашата земја продолжува да биде силен промотор на регионалната политичка и одбранбена соработка и диалог. Ова е остварување на нашите највисоки национални стратешки приоритети и остварување на еден од нашите најважни цели на надворешната политика. Ова е манифестација на нашиот суверен избор со силна поддршка, широм целиот политички спектар и пошироката јавност. Ние станавме полноправна членка на крајот на март 2020 година, на почетокот на пандемијата на COVID. Северна Македонија е целосно посветена на своите обврски како нова земја членка на НАТО, вклучително и во поделбата на товарот, и придонесува како достоен сојузник, додаде премиерот и потенцираше дека земјата ќе продолжи да учествува во операциите и мисиите на НАТО и да се прилагодува на безбедносните приоритети. Авион кој превезувал кокаин се сруши во Мексико. Директорот на Германскиот институт за јавно здравје изјави дека земјата може да се соочи со нови 10.000 инфекции на ден ако луѓето не се придржуваат до мерките. Време е за информациите од светот.
Мал авион кој превезувал кокаин се сруши во Мексико по воздушна потера, а 2 лица загинаа, соопштија тамошните власти. Мексикански воени хеликоптери го пресретнале авионот и го бркале 100 километри, се додека не останал без гориво и се срушил во државата Керато, пишува CNN. Инцидентот се случил во понеделникот, а во авионот имало околу 400 килограми кокаин. Овој инцидент се случил нешто помалку од 2 недели, откако приватен авион кој беше украден во Мексико се сруши во џунгла во Гватемала и во таа несреќа загинаа 2 лица, а во авионот имало друго и оружје. Лотар Вилер, директор на Германскиот институт за јавно здравје, изјави дека земјата може да се соочи со нови 10.000 инфекции на ден ако луѓето не се придржуваат до хигиенските мерки и социјалната дистанца. Јас сум сериозно загрижен за моменталната состојба. Не знаеме како ќе се развиваат работите во текот на следните неколку недели. Може да видиме повеќе од 10.000 нови случаи на ден. Вирусот може да започне неконтролирано да се шири, изјави Лотар Вилер, раководител на институтот Роберт Кох. Германија пријавила над 5.000 нови случаи во последните 24 часа, што е најголем дневен број на нови инфекции од април. Огромен пожар зафати комплетен облакодер во Јужна Кореја. Огнот, како што се сомнева, избил на 12-тиот кат на облакодер околу 23 часот по локално време, но многу брзо се проширил и зафатил стамбен блок во градот Илсан, пишува Daily Mail. На видеоснимките се гледа како пламенот стига до самиот покрив на облакодерот и голта се пред себе. Гаснењето на пожарот е отежнато од силниот ветар, јавуваат локалните медиуми. Постои ризик огнената стихија да се прошири на соседниот трговски центар. Ова беше последната вест од овој информативно издание на вестите. Останете со програмата на телевизија Здравкин. Имајте пријатна вечер.